Добро вечер. По барање на обвинителството, судот во Кочани ги ублажи мерките за двајцата екс-директори на Државниот пазарен инспекторат, опфатени со истрагата за пожарот во Кочани. Горан Трајковски и Анита Симеска-Димовска добија мерки на предпазливост и излегоа од куќен притвор. Кочанскиот суд по барање на обвинителството им го укина куќниот притвор на поранешните директори на Пазарниот инспекторат Горан Трајковски и Анита Симеска-Димовска и го замени со мерки за предпазливост. Со ова Трајковски за неполни 24 часа добива уште едно ублажување на мерката, откако вчера беше прифатено барањето за замена на ефективниот притвор со домашен. А за прв пат мерки за предпазливост се побарани и за вработен во дискотеката Пулс, кој досега се опоравувал од повредите во пожарот. Замената на мерките е побарана врз основа на проценка на законските основи за обезбедување и фазата на проверки во однос на оваа институција. Освен ова, за прв пат по настанот побарани се мерки за предпазливост за уште едно лице од првата група осомничени, кое досега беше на лекување. Станува збор за лице од дискотеката, а мерките се предложени во согласност со неговата моментална здравствена состојба и потребата од натамошно лекување, наведуваат од ОЈО. Вчера од ефективен во домашен притвор замина и поранешниот градоначалник на Кочани Љупчо Папазов, како и еден член од обезбедувањето во дискотеката Пулс. Во куќен притвор се и претходниците на Папазов, Ратко Димитровски и Николчо Илиев, како и екс-министрите за економија, Валјон Сарачини и Беким Незири. 21 од осомничените, пак меѓу кои поранишниот министер за економија Крешник Бектеши и актуелниот министер без ресор Шабан Салиу, остануваат во ефективен притвор. Нивните адвокати најавија жалби по одлуката на Кочанскиот суд и ќе бараат замена на притворот со алтернативни мерки. Вчера во обвинителството сам се пријави и осомничениот пензиониран полицаец по кого се трагаше. Нему и на останатите 9 полициски службеници опфатени со истрагата им беа изречени мерки на предпазливост. А ваква мерка доби и актуелниот амбасадор во Норвешка Дритон Кучи. Досега за трагедијата во Кочани осомничени се над 60 лица, а сослушани се 100 сведоци. Според најавите, истрагата ќе продолжи уште најмалку 2 месеци, а не се исклучува можноста од нејзино дополнително проширување. И покрај негодувањата на дел од трговците, денеска стапи на сила новиот правилник со кој сите мали, средни и големи трговци на мало треба на дневна основа да ги објавуваат цените на производите. Обврската генерално се почитува, иако има проверка на Канал 5 покажа дека еден поголем маркет и дел од аптеките се оглушија на новите правила. Има маркети кои воопшто немаат веб страници, па цените ги објавија на Facebook страниците. Министерот за економија Бесар Дурмиши ги отфрли барањата на дел од трговците за одложување на мерката, посочувајќи дека имаат и доволно време и потребни ресурси. Најавуваат казни за маркетите кои не ја почитуваат мерката, кои достигнуваат до 10.000 евра. Трговците има време 45 дена да се прилагодуваат или да се согласат со законот. Идната недела јас ќе отварам состанок, ќе ги слушам нивните барања, нивното образложение и ќе ги кажам нашето образложение зошто овој закон стапи на сила и зошто треба да биде функционален. Државен пазарен инспекторат според своите надлежности ќе биде на терен, ќе гледа каде е спроведен овој закон или не е спроведен и ќе стапи според своите надлежности. Ден на тишината, молитвата и постот. Христијаните го одбележуваат Велики петок, денот на Христовото распетие и најтешкиот ден во годината. Многу верници од утрината ги посетуваат храмовите, се протнуваат под плаштаницата, оставаат црвени јајца и се молат за здравје и спокој. Камбаните во храмовите не се огласуваат се до недела, кога за прв пат ќе удри звоното за радоста на Христовото воскреснување. Па најубав празник за сите македонци. Денеска ништо не сакам да работам. Бевме на литургија, се протнавме, си запаливме свечи за здравје за сите. Господ нека дава само здравје и мир. Празник на тагата, на болката. Денеска само се тагува, ништо не се носи. А се протнавте ли под плаштаница? Не можам, јас сум оперирана од кичма и тоа не можам да го направам. Ние сме повикани да земеме учество токму во таа љубов, на таа преградка да одговориме со преградка, на собирањето да одговориме со собирање, на се прифаќањето да одговориме со се прифаќање и на себе дарувањето да одговориме со себе дарување.
Продолжениот празничен викенд го испразни главниот град. Во последното денонуке само преку Богородица и Табановце државата ја напуштила над 15.000 граѓани. Празничниот викенд дел од граѓаните ги опоминат надвор од државава. Показател за тоа е раздвиженоста на патарините, но и на граничните премини во земјава. Според дел од туристичките агенции, најпосетени земји од македонските граѓани се Грција и Србија, но и Хрватска од регионот. Тоа го покажува и состојбата на граничните премините Бановци и Богородица, каде има долги колони возила кои чекаат за влез и излез од Македонија. Исто така поголема раздвиженост има и на граничниот премин Блаце кон Косово. Во однос на бројот на македонски граѓани кои излегле од земјава, од МВР соопшти дека на граничниот премин Богородица во изминатите 24 часа, почнувајќи од вчера напладне, излегле 5885 македонски државјани, додека пак на Табановце во истиот период поминале 9778 државјани на Македонија. Дел од жителите на Скопје пак, кои ќе останат дома за празниците, велат дека им годи намалената гужва низ главниот град. Споено е 4 дена, нормално дека комбинација има преку агенции што организираат патувања, плюс блиску не е Грција, може некој на бањење да отиде. Охрите исто таму се, нели, Великден таму се прави. Ви се допаѓа вас вакво Скопје без многу сообраќај? Па, сабота и недела, со оглед дека живам овде кај Градска, ја освен са бајле до 8 и после 5 не можам на паркинг да дојдам, ме разбираш, и сабота недела. Па еве и сега е мање више празно. Великден мора да празнува денеска и затоа. Ви се допаѓа вакво Скопје што е малку порастеретено? Абе, мене ми се допаѓа, јас сум и тука родена во Скопје, мислам, не во Скопје, у село сум родена, али малко треба почисто да биде. Скопје не ги нема, појдени си се породните места. Ја од кога шетам, гледам многу народ. И тоа не туристи. Така да има народ. Од МВР исто така додаваат дека деновиве во функција се ставени сите човечки и технички капацитети на граничните премини со цел да се забрза протокот на патниците и да нема поголеми задржувања. ВМРО ДПМН и СДСМ денеска со меѓусебни обвинувања по последните пораки од Софија и од Брисел. Од владеачката партија велат дека Димитар Ковачевски, Бојан Маричич и Бујар Османи 2 години тврделе дека уставните измени ќе бидат последно барање на Бугарија, иако ВМРО ДПМН е предупредувало дека тоа нема да е случај. СДС лажеше свесно. Тоа што сите го знае и на кое предупредувавме, сега го кажа и од самата Бугарија. Да не беше ВМРО ДПМН и промислената и државничка политика, СДС ќе ја заглавеше државата, велат од ВМРО ДПМН. Од СДСМ пак велат дека преговарачката рамка е јасна и дека актуелната влада не преземала ништо. Тоа што ДПМН и владата предводена од ДПМН и Мицкоски не прават ништо, тоа е нивен проблем и треба да бидат прашани за истото. Наместо да се оправдуваат, треба да кажат зошто ништо не прават, затоа што има големи ветувања, каде е одложеното дејство кое што го ветува, каде се гаранциите кои што ги ветува, гледаме дека нема ништо на тоа поле, така што ова се прашања кои што треба да бидат поставени на нивна адреса. Вестите завршија. Останете со Канал 5. Пријатна вечер.